почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Нашата држава е на добар пат. Дека е на добар пат, најдобро говорат фактите кои покажуваат раст во скоро сите позначајни економски области. Фактите не се политички декларации. Тие се екзактни показатели дека економијата има добар, силен, позитивен тренд. Тоа е добриот пат. Денеска, заедно со министерот за економија, ќе ви презентираме само дел од заклучоците на најновиот извештај на Светската трговска организација. Податоците од ревизијата на трговската политика на Република Северна Македонија, објавена на 15 јули оваа година од страна на Светската трговска организација, покажуваат огромен напредок на нашата земја споредбено крај на 2018 со крај на 2012 година. Светската трговска организација вели дека бруто домашниот производ во периодот на ревизијата по глава на жител пораснала за повеќе од 40%, а невработеноста се намалила од 31% на 18,7% 2013 споредбена со 2018 година. Светската трговска организација констатира дека дефицитот во тековната сметка се намали од 240 милиони евра или 3,2% од бруто домашниот производ во 2012 година на 31,9 милиони евра или 0,3% од бруто домашниот производ во 2018 година. Ова се должи на намалување на дефицитот во трговскиот биланс и на зголемувањето на вишокот на балансот на услугите. Во ревизијата на Светската трговска организација запишано дека нето приливите на странски директни инвестиции се зголемиле од околу 131 милион евра во 2012 година на 621,9 милиони евра во 2018 година. Тоа значи дека директните странски инвестиции во бруто домашниот производ во 2012 година учествувале со 1,5%, а во 2018 година со 5,8%. Тоа се бројките, тоа се фактите, тие се неминовни показатели дека економијата ни е на добар пат, дека Северна Македонија го избра добриот пат. Затоа Светската трговска организација во ревизијата објавена на 15 јули уште запишала: Северна Македонија презеде мерки насочени за зголемување на својата атрактивност кон странските инвеститори. Северна Македонија соработува со сите западно-балкански економии за да ги осогласи националните инвестициски политики со регионалните и со стандардите на Европската унија и соодветно на најдобрите меѓународни практики. Извозот на стоки во 2012 година учествувал во бруто домашниот производ со 30,4%, а во 2018 година е зголемен за 50%, односно извозот на стоки во бруто домашниот производ лани изнесувал 45,5% од бруто домашниот производ. Ревизијата на трговската и економската политика е најважен извештај на Светската трговска организација, каде се оценуваат вкупната економска и трговска политика и инвестиции, но и показателите за учеството на економските политики во севкупниот економски раст. Во оваа насока се и заклучоците на Светската организација за интелектуална собственост. Во нивниот последен извештај за нашата земја стои дека Северна Македонија има напредок од 25 места нагоре на глобалниот иновацијски индекс за 2019 година. Се наоѓаме на 59-тото место во однос на 84-тото од минатата година. Глобалниот иновацијски индекс ги рангира националните економии преку актуелната политичка и бизнис клима во секоја земја, според законодавството, човечкиот капитал, инфраструктурата, софистицираноста на пазарот и според некои други показатели. Во однос на бизнис климата, Северна Македонија е рангирана на 27 место, а во однос на онлайн креативноста на 45 место од вкупно 129 рангирани земји. Ова е уште еден доказ дека економските политики на владата ги даваат резултатите, а иновативноста е моторот што ја движи економијата напред. И повторно ќе констатираме, тоа се бројките. Тие говорат дека економијата е на добар пат, дека оваа година навистина е година на економијата. Почитувани, ќе ми дозволите само со две реченици да се осврнам на наследената состојба во економијата во 2017 година. Не ветуваше многу. Кај стопанствениците постоеше неизвестност, разочараност и безнадежност. Наследивме економска и финансиска катастрофа. Тоа најдобро го покажува надолниот и негативен тренд на бруто домашниот производ во вториот квартал во 2017, кога обемот на економијата се намалуваше на минус 1,8 процентни поени.
Следуваше секако период на стабилизација на економијата, разговори со домашните и странските компании за нови економски политики и нови можности за стопанството, враќање на довербата во правната држава. Паралелно работевме и на меѓународен план за создавање на силни партнерства со соседните земји и широко отварање на пазарите за компаниите од Северна Македонија. Склучени беа договори за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија и спогодбата за надминување на разликите кои ги имавме со Република Грција. Епилогот од овие два договори се раст на трговската размена со Бугарија во 2018 со одличен интензитет 8,2%, со раст на извозот од 4,1% во 2019 во периодот јануари-мај. Со Грција во 2018 година трговската размена е исто така зголемена за 15,8%, извозот порасна за 5,8%, во периодот јануари-мај 2019 година меѓусебната трговска размена продолжи со позитивен тренд од 4,7%. Со посветена работа и многу остварени состаноци со сите засегнати страни, успеавме да ги стабилизираме економските текови и состојби. Веќе на почетокот на 2019 година, во првиот квартал, забележен е раст на бруто домашниот производ од 4,1%. Тоа е процентуално највисокиот квартален раст на БДП од 2017 година па наваму. Тоа е резултат на реалната економија. За владата е особено значајно што реалниот сектор е вистинскиот носител на економскиот раст. Компаниите растат и се развиваат. Се зголемува обемот на нивното производство, се подобрува продуктивноста, расте нивната конкурентност на домашниот и на странските пазари. Бруто инвестициите во првиот квартал бележат раст од 9,9% поени. Особено е важно што градежништвото се враќа во високиот колосек и што бележи раст, а позитивниот тренд во овој сектор со сигурност ќе продолжи и понатаму. Во текот на претходните 2 години, политиките на владата го следеа и учеството во растот на овие трендови. Рекорден број на компании, над 250, домашни и странски, добија поддршка во 2018 година. По неколку основи, владата кон стопанството уплати 40,7 милиони евра. Растот на индустријата е проследен со раст на просечната нето плата и со намалувањето на невработеноста. Просечната нето плата во мај 2017 година изнесуваше 22.889 денари, додека денеска во мај 2019 година изнесува 25.270 денари, што е пораст за 10,4% во временски период од 2 години. Особено е задоволително што позитивниот раст на платите е следен со тренд на намалување на невработеност, односно зголемениот број на вработени во истиот период. Прв квартал на 2019 година констатираше рекордно ниска невработеност од 17,8% или намалување за 4,8% од 22,6% колку што беше невработеноста во вториот квартал на 2017 година. Државниот завод за статистика забележа дека во првиот квартал на 2019 година има вработени 789.414 лица, додека во првиот квартал на 2017 година вкупно вработени биле 739.892 лица, што се нови 49.522 вработувања за 2 години, доминантно во приватниот сектор. Тоа не се новоиселени лица, како што некој знае да каже, туку тоа се вработени граѓани, тука во нашата земја, со конкретно јасно видливи работни места во секој од сите сектори и дејности во економијата. Економијата ќе продолжи со забрзан и одржлив развој. За таа цел, владата планира реализација на низа на инфраструктурни проекти со цел да се подигне конкурентноста на земјата со подобра поврзаност внатре, но и со соседите. Следува инвестицијски циклус во наредните години од околу 5 милиарди евра, проектирани се 1 милиарда во патишта, над 1 милиарда во железници, над 1 милиарда во енергетика со хидроцентралата Чебрен, со далеководот кон Албанија и со гасоводниот систем, нов клинички центар, инвестиции во земјоделството и руралниот развој, пречистителни станици за отпадна вода, регионални фабрики за прибирање и обработка на отпад, канализацијски и водоводни услуги и системи, училишта и градинки и други проекти за реални потреби на луѓето.
Создадовме реална економија базирана на реалниот бизнис, направивме се за да ја оттргнеме политиката од бизнисот и еве ги резултатите. Видливи се и доаѓаат уште поголеми. Бизнисот е релаксиран, раздвижен, знае дека може да очекува поддршка од владата и побрзо да се развива. Создадовме силна економија, која што е шанса за сите. Креираме политики за силна економска Северна Македонија, за силни и конкурентни компании, за повисок животен стандард и подобар живот на граѓаните. Благодарам. За мене беше чест и задоволство за да предводам делегацијата на владата на Северна Македонија, што се однесува до втората трговска ревизија, значи ревизијата заклучно со 2018 година, а првата била во 2012 година. Уште еднаш се потврди дека Северна Македонија и политиките кои се креирани и имплементирани од страна на владата да ги дават своите резултати и економијата се движи во вистинскиот правец. Значи, извештајот од Светската трговска организација веќе објавен во нивната веб страна, но истовремено треба да се има во предвид дека ние меѓувремено сме работиле и на другите забелешки на некаков начин што били тука предвидени, а тоа беше борба против сивата економија. Ја воведавме, значи, новата мерка Мој ДДВ, дадовме до 500 евра да може да се плати кеш и на таков начин ние почнуваме со спроведување на мерките или препораките што произлегуваат од страна на Светската трговска организација. Но не е само тоа, ние веќе во седница на владата пред неколку недели усвоивме и акционен план каде што се вклучени неколку институции, посебно инспекторатите, се со цел заедно да се бориме против сивата економија, а тоа ќе даде своји резултати, што се однесува до економскиот раст, но истовремено и со полнење на буџетот и подобар стандард за сите граѓани на нашата држава. Во извештајот за трговската ревизија на Северна Македонија децидно е наведено дека земјата и економски, но истовремено и политички е стабилна, што е основа за одржлив раст, а истовремено ние меѓувремено се наведени дека законите, значи законот за енергетика, законот за поддршка на инвестициите, законот за акциза и слично веќе почнувале да ги дават своите резултати и ние се движеме на таа насока. Јас нема да должам многу на македонски, повеќе ќе елаборирам на албански јазик, пошто веќе премиерот ги кажа и главните препораки, но истовремено и извештаите и наводите што биле презентирани таму. Само кратко да им се заблагодарам на сите институции, пошто овај беше еден процес каде што беа вклучени над 10 институции, значи почнувајќи од Министерство за економија, кабинетот на премиерот, на вице-премиерот, Биро за јавни набавки, финанси и слично, кои направија одлична работа, одлично ја презентира сите мерки што ги презел владата, посебно од 2017 до ден денес, и тоа даваше резултат со позитивниот извештај од страна на Светската трговска организација.